Авионската индустрија е меѓу најпогодените од пандемијата. Превозниците секој месец губат десетици милиарди долари поради драстично намалениот број на патници. Со месеци авиокомпаниите се обидуваат да ги уверат исплашените патници дека летањето е безбедно и дека нема да ги изложи на коронавирусот. Но луѓето се уште не се убедени, бидејќи бројот на потврдени случаи во САД надмина 5,5 милиони оваа недела, од кои над 173.000 се починати. Джейсон Баунс, кој 23 години работи како стюард за Delta Airlines, вели дека не видел ништо слично во целата своја кариера. I've been through SARS, bird flu, all those different flus that have come out, 9/11. I think this is even worse than, if you talk to other pilots and flight attendants, this is worse than 9/11. Експертите од индустријата велат дека воздушниот сообраќај е далеку од нормалното ниво, иако најголем дел од рестриктивните мерки беа укинати пред неколку месеци. Минатата недела бројот на луѓе што минуваат низ американските аеродроми повторно се намали за прв пат од април. Директорите на авиокомпаниите сметаат дека причина за ова е повторното зголемување на бројот на нови случаи. No matter how much time it takes, we will always go through the cleaning process and make sure the cleaning specs are met. And if that means that we will compromise an on-time departure so that our aircraft are clean, we will do just that. We want to ensure that our customers and our employees feel safe and coming to work and being in an airport environment that's clean and disinfected and knowing that we're taking every precaution possible. Delta Airlines неодамна воведе дополнителни здравствени проверки пред да им биде дозволено да се качат во авион на оние патници кои тврдат дека не можат да носат маска од здравствени причини. Од United Airlines соопштија дека ќе го зголемат протокот на воздух преку системите за филтрирање за време на качувањето и симнувањето на патниците од авионот, што треба да го направи почист воздухот од оној во рестораните и маркетите. За да има повеќе простор, дел од авиокомпаниите оставаат празни места меѓу патниците, иако тоа е помалку од 2 метра социјално дистанцирање, како што препорачуваат здравствените експерти. Поради огромните загуби, дел од американските авиокомпании ги охрабруваат вработените да почнат пред време да се пензионираат, за да има помала потреба од отпуштања во октомври, кога истекува федералната помош што сега ја добиваат. За Алфа, од Гласот на Америка, Никола Крстик во Вашингтон.